книгата напишана од нашиот почитуван професор доктор Дучо Едински. По повод одбележувањето на 5 години од основањето и работењето на Хуманитарната фундација професор доктор Дучо Едински, Филозофскиот факултет, Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Фундацијата професор доктор Дучо Едински има особена чест да бидат издавачи на оваа 37-ма книга на професор доктор Дучо Едински. Пред да започнеме со официјалниот дел по промоцијата на оваа прекрасна книга, би сакала сите да ве поздравам и да ви се заблагодарам на вашето присуство, а особено ги поздравувам почитуван господин Талат Џафери, председател на Собранието на Република Македонија. Почитуван господин Зоран Заев, председател на Владата на Република Македонија. Почитуван господин Вејко Филипче, советник на председател на Владата на Република Македонија. Почитуваниот професор доктор Радко Дурев, декан на Филозофски факултет. Го поканувам професор доктор Кирил Петков, универзитетски професор по етика, да земе збор и да презентира својата промоција на книгата. Поведете, професор. Благодарам. Почитувани председатели, но декане, ти честито. Чест ми е да зборувам за делото на професорот Едински. Тој донесе пред 20 години нов ветер, нов импулс, нови стремежи, нова дејност на овој факултет со кој почна образованието во Македонија и на тој начин не само што е ставил уште еден камен во сврстината на Филозофскиот факултет, кој ги содржи науките од филозофијата и класиката се до историјата, историјата на уметноста, социологијата, психологијата и педагогијата и многу други науки кои што образуваат наставници, стручњаци, професори за цела Македонија и за сите наши млади, особено за овие од гимназиско и за универзитетско образование, туку донесе еден нов дух во смисла на нова етика до пред 80 години никој не ги споменуваше болните и луѓето кои имаат специјални потреби, слепите, глувите, инвалидите, или кои веќе имаат други маки. Беа запоставени. Ако у своето семејство дури ги чуваа сокриени во подрумите или да не излегуваат, или никој, ако некој не беа добри луѓе, им се смееа ним или се подиграваа со таквите несречници. А такви има 10% од населението се раѓаат болни и со недоволно здрави психички и физички органи. Благодарејќи на дејноста на професорот Едински, од млад педагог па стручњак по специјалист по дефектологија, а потоа станат професор, еден од ретките од Скопје кој стана професор на Белградскиот универзитет со своите знаења. И потоа, кога стана Република Македонија независна, тој предложи и беше носител на иницијативата да се оснива дефектолошки студии, до тогаш како семинари или како курсеви
sproveduvani učitelji se učeа да работат со луѓето со специјални потреби, а тој сега предложи да се направи и студии. И филозофскиот факултет беше среќен, не добар да даде шанса да дојде тука, тие студии да дојдат тука, туку со помош на универзитетот и со помош на другите умни луѓе од градот Скопје и од Македонија, туку да дојдат, да се сместат тука, прво при педагошката катедра заедно со своите колеги, од каде што и они изворно потекнуваат, а потоа да се развие во посебен универзитетски центар, институт, кој стана најпродуктивен институт на филозофскиот факултет. Не по бројот на студентите, дека има многу студенти кои сакат да студираат дефектологија и сакат своето образование да го вложат во тоа да се оспособа да им помагаат на тие кои страдаат од инвалидност, туку со своите писанија, книги, учебници, знаења и други вештини, под начело со Ајдински, младите магистрираа, докторираа, он привлече неколку веќе образовани доктори кои дојдоа тука да се развиваат и тоа стана мощна напредна институција во рамки на факултетот, можда една од најважните покрај 2-3 електротехничкиот и машинскиот факултет кои имаат специфична една и образовна цел и специфични успеси, достижи направија на Университетот Светски Кирил и Методи, направи институт кој е еден од најважните во нашата земја. Оваа книга е учебник. Она прикажува како еден по еден со амбицијата и со идеите на Ајдински, прво како педагог, па потоа како службеник во владата, па водител на служба во рамки на владата на Македонија, се основани институти каде што се обучуваат инвалидите во разни градови, во разни места и на крајот е прикажано како е основан тој институт и како се развивал Институтот за дефектологија, од кој можеме тука, кога ќе го читаме, да научиме што сме постигнале како народ, да ги почитуваме тие кои се страдаат, да им дадеме се што можеме и колку можеме и колку да сме сиромашни, но сепак да им дадеме подршка и да веруваме во инклузивното образование, дека треба да се вклучат со сите други деца, да не се твојат луѓето, бидејќи ние најмалку што треба да имаме кај нас и со нас е да се двоиме по било кој основ, па дури по основот на физички и психички квалитети. Имам среќа да напишам текст посветен на Ајдински, етика на дефектолошката професија, која е преведена на неколку јазици на блиските земји, во кој покажувам што е моќта на етиката на оваа професија. Единствена да работиш, да се вложуваш до крајно, да ги љубиш тие незречници кои животот ги повредил, а да не се надеваш дека можда ќе постигнеш успех. Емпатијата, новата етичка навика,
по целиот свет, Ljupča Jedinski со своето дело, со своите резултати кои ги направи во оваа учебник кој ќе служи за натаму да се учи како се развивала дефектологијата и грижата за повредените кај нас. Ljupča Jedinski е пионир, ама не пионир кој само ги поставил темелите, туку и кој ги изодил, обучил кадри, направил многу и сите се му благодарни, бидејќи со него станавме познати. Благодарни. Позамолувам господин Горан Петрушев, председател на Сојуз на дефектолози на Република Македонија, да се збор, да ни ги пренесе своите мислења за оваа книга. Благодарам. Почитувам председател на Собранието на Република Македонија, господин Атало Чекери. Почитувам председател на Владата на Република Македонија, господин Жодан Цајач. Почитувам декан на Филозофскиот факултет, господин Радко Лев. Почитувам професор Едински, почитувани присутни, дами и господа. На почетокот сакам да го изразам моето големо задоволство што сум денеска со вас по овој повод и што ми окажа чест да говорам за книгата Создавање и развој на заштитата и рехабилитацијата на лицата со посвеченост на Република Македонија и отпуштување на дефектолошки студии од авторот професор доктор Ljupča Jedinski, која недавно излезе од печат во издание на Филозофскиот факултет, Сојузот на дефектолози и фундацијата професор доктор Ljupča Jedinski. Ми представува посебна чест да зборувам за мојот професор Ljupča Jedinski, кој ми предаваше на студиите и за последните години мој најблисок соработник, во последните 10 години во Сојузот на дефектолози на Република Македонија, на која организација е почесен представител и сега активен член на Собранието и председавач на председателството на Сојузот на дефектолози на Република Македонија. Книгата што е пред нас е напишана со голема љубов и желба да се остави трага за онаа што авторот го има направено во својот долгогодишен работен век во однос на создавањето, развојот и состојбата на заштитата, рехабилитацијата, образованието, оспособувањето и вработувањето на лицата со повреченост. Таа го опфаќа временскиот период пред 90-тите години од минатиот век, време кога во Европа и во светот, па следователно на тоа и во Македонија, се создавал институционалниот систем на заштита, образование и рехабилитација на лицата со повреченост. Авторот во тоа време бил работен во Републичкиот орган за здравство и социјална заштита, воделот за детска заштита, од каде во 1962 година е испратен на специализација во Англија, Шведска и Холандија, а подоцна и во Соединените Американски држави, со цел да го проучува институционалниот систем за заштита, образование и рехабилитација на лицата со повреченост, со посебен интерес кон лицата со пречки во интелектуалниот развој. Во овие земји, овој систем во тоа време бил силно развиен, така да авторот имал можност да посети голем број на институции во која проучувал проблематиката на институционалната заштита на лицата со повреченост, а повраќањето стекнатото искуство во пленот во својата земја. Токму тоа искуство и тој процес на отварање на установите во нашата земја е изнесено во книгата, каде што детално е опишано кои институции се создадени во овој период и начинот на кој се тие формирани, односно како се создавал цел еден институционален систем за образование, заштита и рехабилитација на лицата со повреченост. Во 90-тите години започна да се развива инклузивниот процес во Европа и во светот, односно да се напуштаат институциите, а децата да се вклучуваат во редовно училиште и установи. Во овој период авторот професор доктор Ljupča Jedinski е вработен на Белградскиот и на Скопскиот универзитет на факултетот за дефектологија, каде предава стручни предмети
и тоа му возложило активно да го проучува овој инклузивен процес. Така, во 1994 и 1995 година, своето проучување на инклузивниот процес во повеќе од 15 европски земји го објавува во списанието Образовни рефлексии во издание на Републичкиот завод за школство, што е еден прв научен труд за инклузивниот процес и инклузивното образование во Република Македонија. Непосредно после ова, во 1996 година, од Канцеларијата на ЮНЕСКО добива покана да изработи проект за воведување на инклузивен процес во нашата држава. Проектот го изработува во 1997 година и го презентира пред директоратот на УНИЦЕФ и представници од повеќе европски земји. Проектот бил прифатен со препорака за реализација по одредени подготовки и таа реализација започна една година покасно во 1998 година и се уште трае и сме во тој процес на инклузивно образование. По овој начин авторот, професор доктор Лјупчо Едински, ја покажал својата отвореност и тој, како човек кој го создал институционалниот систем во Република Македонија, ја започнува и трансформацијата на истиот, односно започнува инклузивниот процес во нашата земја, што служи за пример за сите нас дефектолози, стручни лица, родители и лицата со поврзаност, како треба да работиме и да бидеме отворени према општеството и према системот кој што нели трпи одредени трансформации. Изделувањето од печат на книга со ваква содржина во период кога е во тек процес на трансформација на целокупниот систем на заштита и рехабилитација на лицата со поврзаност, со намалување на улогата на институционалната заштита и градење на инклузивно општество е од големо значење за лицата со поврзаност, стручните лица, както и за креаторите на политики во социјалниот, здравствениот и образовниот сектор. Авторот, изнесувајќи го своето лично искуство при непосредното учество во процесот на градење на институционалната заштита, не подсетува на тешкиот и многотрпен пат во градење на еден организиран систем на заштита, образование и рехабилитација на лицата со поврзаност, почнувајќи во пред околу 70 години, кога и се формирала првата установа за заштита и образование на лицата со поврзаност, а пред тоа не постоела организирана дејност за заштита и рехабилитација. Читајќи книгата, секако дека ќе си го поставиме прашањето: дали сме на вистинскиот пат на трансформација и дали го следиме делото на професорот Едински, кој како голем професионалец, но пред се журналист, целиот свој работен век го посветил на создавање на услови за подобрување на квалитетот на живење на лицата со поврзаност во согласност со општествените норми кои биле актуелни во периодот на создавање на институции. Сето тоа авторот го прикажува со јасен и читлив стил, со кој ни укажува дека најголем дел од иницијативите за отварање на институциите потекнувале од самите лица со поврзаност, односно од нивните здруженија. И тој тренд на соработка ние ден денес го негуваме со сите организации на лицата со поврзаност, со самите лица на поврзаност, со кои заедно го анализираме системот на образование, заштита и рехабилитација и заедно со нив предлагаме и нудиме одредени измени за подобрување на квалитетот на живењето на овие лица. Имајќи го предвид сето ова до сега изнесено, јас како председател на Сојуз на дефектолози на Република Македонија, оваа книга естествено ја препорачувам за сите лица со поврзаност, за студентите, за дефектолозите и другите стручни лица кои го следат процесот на напредување на правата на лицата со поврзаност и на сите кои сакаат да се запознаат со развојот на институционалната заштита на лицата со поврзаност во Република Македонија. Благодарам за вниманието. Учениците Филип Асов, Денис Димитров и Даниел Тонев од Заводот за рехабилитација на лица со оштетен вид Димитар Лаков Скопје ќе настават со композиција
која ќе изгледат со помош на своите работници под менторство на професор Богдан Седовски. Повелете, професоре Седовски, повелете, драги дечки. Почитуваниот професор доктор Љупчо Ајдински да се обрати на присутните. На сите за вашето присуство, да дојдовте, имате време да формираме заеднички. Последам најновата моја книга, за што ми давате голем чест со вашето доаѓање. Книгата ја пишав пред и по 50-те години минатиот век за институционални развој во Македонија. Но като се рече институционално стојно се денес сакаше да го започнам и инклузивниот процес. Зашто направих чекор напред во програмиста да презмам на високотечки водата. Во тоа многу ми помогна специализациите што ги имав 62-та и 65-та година во Англија, Шведска, Холандија и Америка. И не само тоа. Негови професорско искуство што го имав на Белградскиот и Скопскиот универзитет и ангажираноста моја и на моите помлади колеги на институтот. Отворањето на институтот за филологија беше во право време
право место. Се покажа како многу корисно што го отвориме институт, затоа што тој за неполни, скоро 25 години, осмослови стотици и стотици дефектолози, толку потребни на нашата држава, не само за институционалниот, nego сега посебно да инклюзивниот процес. Денеска сум многу среќен и горд што тука меѓу нас се и моите некогашни студенти, а сега дрвни и искусни директори и практичари во работата со деца со психички развој во институциите за заштита, образование и рехабилитација за овие. Со надеж дека моите помлади колеги, наставници, што ги остави на Институтот за психологија, кога отидов во пензија, ја продолжија својата успешна работа во подготвувањето на дефектолози кои се многу потребни на државата. И не само тоа. Тие се стекнаа, бидејќи млади во Петаскука, мои асистенти, доценти, се стекнаа со професорски и со лиценски титули. И уште нешто. Од дивните редови се предложи и се избра декан на Филозофскиот факултет во 2 мандата. На крајот би сакал да се заблагодарам на издавачите и на промоторите на овојата книга. Исто така на стручниот тим што технички го подготви ракописот за печатење на оваа книга. Исто така сум благодарен и на печатництво што квалитетно ја отпечати. Да не ги заборавам и децата, и се заблагодарам за прекрасните музички мелодии што ги изгледат. Се благодарам и на членовите на управниот одбор на фондацијата, како и на професорката Олексена и Живоска, одешна промоција. И на крај и благодарам на медиумите што се присутни тука, што без нив не би мој да видиме и да прекажеме тоа што го имаме. И благодарам на вниманието што ме се слушали. Промоцијата ја завршуваме со покана да поделите по еден примерок од оваа книга како подарок по овој повод од Фондацијата професор доктор Јучо
Благодаря.